Насловна страна на денешниот дневник. И ова лето во Охрид продолжи традицијата на заеднички патроли на македонски и српски полицајци. Мозаична мапа на Охрид и Лихнит од познатиот мозаичар Никола Упевче поставена кај Долна порта. Започна кампањата за скрининг на болести на црниот дроб. Мачето Тито од скитник на Охридските улици вдомено во Мичиген. Обилните врнежи и силните бури однесоа 30 човечки животи во Пекинг. За најавените содржини ќе ве информираме во дневникот кој започнува по временската прогноза. Останете со нас. Трпе Инвест ви донесува метео на ТВМ. Во Охрид денес имавме претежно сончево, ветровито и посвежо време со пат на дневните температури. Максималната дневна температура во Охрид изнесуваше 27 степени Целзиусови. Во текот на ноќта, вторник кон среда, ќе превладува претежно ведро, ветровито и свежо време со локална облачност. Во среда на југот Скандинавија ќе се наоѓа центар на поле на низок воздушен притисок, кој што ќе условува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и пат на температурите. Врнежи од дожд се очекуваат и во западна, централна и источна Европа, како и на Балканскиот полуостров. Во останатите предели ќе превладува претежно стабилно време со локална облачност и свежо за овој период од годината. На Балканскиот полуостров утре ќе превладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Ќе биде ветровито и свежо. Во јужните предели претежно сончево време со локална облачност. Максималните дневни температури ќе се движат во интервал од 22 до 33 степени. Во Македонија во среда по свежото утро во текот на денот ќе превладува претежно сончево, ветровито и посвежо време со појава на локална облачност со дополнителен пат на дневните температури. Ќе дува засилен североисточен и северозападен ветер кој што ќе достигне брзина до 30 км на час. Утринските температури ќе се движат во интервал од 12 до 21 степен, додека пак максималните дневни температури во Македонија утре ќе достигнат од 21 до 32 степени. Во текот на ноќта, среда кон четврток, нестабилно време со врнежи од дожд, кои најпрво ќе започнат во југоисточните и источните предели, а во текот на денот ќе се прошират во останатите делови од земјата. Во Охрид во среда ќе превладува претежно сончево време со појава на локална облачност, ќе биде топло и ќе дува до умерен северозападен ветер. Минималната температура од 15 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Во Охрид во четврток умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Утринската температура од 14 степени, додека пак дневната ќе достигне до 25 степени. Во петок претежно сончево време со локална облачност и максимални 28 степени. Во сабота претежно сончево време со локална облачност, минималната температура од 12 степени, додека пак дневната ќе достигне до 30 степени Целзиусови. Доживеете врвен квалитет на живење во современиот Порта Скопје Бајадора. Стамбено-деловен комплекс, символ на луксус, удобност и сигурност. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој, повеќе од 50 години со вас. Единствени во регионов работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги и за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки.
Традиција и квалитет повеќе од 50 години. Хемиско чистење Хембој. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Свис Кроно. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Кнауф и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Во АМ магазинот се складираат голем број производи, кои преку синхронизирана работа на вработените успешно и навремено се дистрибуираат со сопствени возила. Кујната Анабела е веќе добро позната по неодоливиот вкус на домашни готвени јадења, како и кетеринг услуги за секакви настани. Секое утро нека ви започне со вкусните пецива од пекара Тамаро. Тамаро левот стана препознатлив бренд кај потрошувачите. Зеленото пазарче изобилува со разновидни свежи зеленчуци и овошје. За вас, потрошувачите. Месарата Тамаро го има стандардот за најсвежо месо и месни производи. А во рибарницата секогаш може да најдете свежа риба и морски плодови. Располагаме со посебен дел за здрава, органска храна и голем избор на суплементи. Зад успехот на компанијата стои менаџерскиот тим на Тамаро Холдинг, кој со постојани обуки гради тимски успех на целата компанија. Го создадовме најголемиот хипермаркет според вашите потреби, бидејќи Тамаро маркетите се повеќе од маркет. Благодарение на вас, верните и лојални потрошувачи. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. И ова лето продолжува традицијата на функционирање на заеднички полициски патроли од Македонија и Србија во Охрид. До крај на август, мешаните полициски патроли ќе бидат присутни во централното градско подрачје и долж крајбрежјето, со цел подобар контакт и комуникација со српските туристи и размена на полициски искуства. Патролите се реализираат врз основа на потпишан протокол за соработка помеѓу Министерствата за внатрешни работи на двете земји.
И ова лето во Охрид заедно патролираат македонски и српски полициски службеници. Овие мешани патроли се продолжување на традицијата која започна пред неколку години со потпишување на протокол за соработка помеѓу Министерствата за внатрешни работи на двете соседни земји. Оваа сезона во Охрид присутни се тројца униформирани полициски службеници и еден криминалистички инспектор од полициската управа Лесковац. Полицајците се задоволни од приемот од македонските колеги, српските државјани кои одмараат во Охрид, како и од локалното население. Утисци су позитивни. Впечатоците се позитивни. Тука сме пред се да им помогнеме на нашите државјани во врска со сите нивни прашања за време на престојот овде во Охрид на одмор. А исто така сме тука да им помогнеме и на нашите колеги во Македонија во комуникацијата и контактите со нашите државјани. Нема голема разлика во законите, се трудиме да се информираме подетално од нашите македонски колеги како би можеле да им пренесеме на нашите државјани кои се интересираат во врска со некои правила додека престојуваат тука. Јас мислам дека ваквата соработка треба да продолжи во насока на унапредување на меѓусебните односи на двете земји и двете полиции. Од секторот за внатрешни работи Охрид велат дека овие полициски патроли се извонредно прифатени и корисни за српските туристи кои се едни од најбројните на Охридската ривиера. Нивниот ангажман ќе биде согласно законската легислатива во нашава земја, според полициските овластувања во Република Македонија, со кои полициските службеници од Србија беа исцело запознаени од колегите тука во Охрид, значи српските полицајци многу добро ги знаат македонските полициски закони, постапуваат заедно со колегите тука во Охрид и нивниот ангажман практично значи давање помош на македонските полициски службеници во реализација на сите оние настани со кои што се соочуваат. Тоа е она што всушност значи не само колегијалност, туку и можност за размена на полициски искуства. Целта на заедничките контроли на полициските службеници од двете држави не е само размена на искуства, туку излегување во пресрет на граѓаните со обезбедување на некои сервисни информации. Српските туристи имаат можности директно телефонски да стапат во контакт со српските полицајци доколку се соочат со некои недоразбирања. Овие заеднички патролни активности ќе траат до 31 август. Српските полициски службеници кои учествуваат во заеднички патроли во текот на туристичката сезона, како и полициските службеници од СВР Охрид, кои патролираат со велосипеди низ градот, вчера на терен ги посети министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Средбата беше во рамки на работна посета на министерот на СВР Охрид, регионалниот центар за гранични работи Запад и полициската станица за граничен надзор Охридско езеро. Во пикот на летната сезона, кога бројот на туристи и возила е драстично зголемен, МВР презема координирани мерки и динамички го адаптира полициското присуство. Во СВР Охрид веќе функционира засилен состав преку распоредување на полициски службеници од други сектори, што придонесува за ефикасна покриеност на целиот регион и за очувување на стабилната безбедносна состојба, истакна министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, кој вчера беше во работна посета на СВР Охрид, регионалниот центар за гранични работи Запад и полициската станица за граничен надзор Охридско езеро. Во делот на граничното управување, регионалниот центар за гранични работи Запад, според министерот, бележи континуирано подобрување на оперативната ефикасност. Податоците покажуваат позитивен тренд во откривање кривични дела, подобра организација на протокот на патници и одржување на стабилен ритам на граничниот сообраќај, дури и во најоптоварените часови, истакна Тошковски, додавајќи дека Охридското езеро годинава е покриено со значително повисок степен на полициско присуство. Обезбедена е поголема контрола на водниот појас, зголемена е безбедноста на туристите, а резултатите од контролните активности покажуваат подобри ефекти од претходните сезони. Видливоста на полицијата во градското подрачје е исто така засилена. Патролите на велосипед, веќе препознатлив белег на СВР Охрид, придонесуваат за побрзо реагирање, директна комуникација со граѓаните и чувство на поголема сигурност во јавниот простор. Присуството на српските полициски службеници како дел од мешовитите патроли и годинава се потврдува како успешна пракса, што позитивно влијае врз перцепцијата на безбедност кај туристите.
Иако е зголемено присуството и делувањето на сообраќајната полиција, сепак бројот на жртви во сообраќајни незгоди покажува дека безбедноста во сообраќајот бара посистемски пристап, со силен акцент на превентивни, едукативни и инфраструктурни мерки, истакна министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Во пресрет на големиот македонски празник Илинден, мозаичарот и конзерватор Никола Упевче постави нов постер на мозаична мапа на градот Охрид и Лихнит кај плоштадот Долна Порта. На мапата е представено старото градско јадро. Тоа не е само уметничко дело пред кое посетителите се воодушевуваат, туку оваа мапа е направена со таква прецизност и точност што ги опфаќа сите важни културно-историски знаменитости со нивните карактеристики и скриени пораки. Овој мозаик настанал како резултат на децениска макотрпна работа на уметникот Никола Упевче со часови составувајќи ги каменчињата за да добие една фасцинантна целина. При изработката користел автентични камења од Охридскиот регион, но и ретки материјали од разни страни на светот, изјави своевремено Упевче за ТВМ. Оваа мозаична мапа на Охрид и Лихнит ќе ги краси реконструираните кули пред болничките цркви кај плоштадот Долна Порта, како еден символичен влез во стариот град. Започна кампањата за навремено детектирање болести на црниот дроб. Интензивно работиме на дигитализација на програмите за скрининг, рече министерот за здравство Азир Алиу. Министерството за здравство заедно со Хепар центар Битола по повод Светскиот ден за борба против хепатитисот започнаа заедничка национална кампања за бесплатен и анонимен скрининг за хепатитис Б, хепатитис С и ХИВ, како и еластрографија за хронични црнодробни заболувања. Целта е подигнување на свесноста за црнодробните болести, како што се црнодробен карцином, замастување на црниот дроб од алкохолна и неалкохолна природа, цироза и ретки болести на црниот дроб. Националната кампања ќе се реализира во 10 градови во државава, меѓу кои и Охрид и Струга. На 1 август од 10 до 12 часот и 30 минути во Струга и од 18 до 20 часот и 30 минути во Охрид. Од улично маче до достоен дом во странство. Туристите во Охрид знаат да се влюбат во некое животно од улица и да го спасат носејќи го во својата земја. Таква е приказната и на мачарот Тито, кој од охридските улици замина да живее во Мичиген. Гладен жеден под ведро небо, на горештини ветрови, студови и дождови. Ваков е животот на големиот број улични животни во земјава. Но некои имаат среќа да најдат најубав дом полн со љубов. Таква е приказната за охриѓанецот Тито, кој живееше на улиците во турската чаршија. Тој имаше среќа да ја запознае младата американка Меган Даглас, која во јуни беше на патување во Охрид. На прв поглед ја стекна нејзината љубов, па таа одлучи да го носи во Америка. I was getting dinner at a restaurant one day. Еден ден вечерав во ресторан блиску до моето сместување и имаше многу мачки на улицата, но оваа беше многу пријателски расположена и ми прииде. Ми седна во скутот и за време на вечерата седеше на столот до мене. Почнав да го хранам, а тој беше многу мил и нежен. Се гледаше дека е млад мачар, дефинитивно помалку од 1 година стар и беше многу мил, па почнав да комуницирам повеќе со него и го гледав секој ден, бидејќи бев тука околу 4 дена. Од првата вечер до последната бевме заедно во ресторанот. Преку Facebook групата Cat Rescue Охрид побарав помош од луѓе кои се грижат за уличните мачки да ми помогнат со потребната вакцинација и документација и се што е потребно за да може да патува во САД и да дојде да живее со мене. Меган целиот одмор се дружеше со Тито. Побара помош од локалните активисти да го причуваат додека се седат документите и во јули се врати по него и го однесе во Мичиген. Нејзината порака е поголема грижа за уличните мачина, финансиска поддршка за стерилизација и кастрација. It's definitely a challenge with the populations, especially. Мислам дека дефинитивно е предизвик со популациите, особено затоа што мачките раѓаат многу мачиња и тоа неколку пати годишно. Значи, стерилизирањето на мачките е многу важно за да се намали популацијата на улични мачки во областите со потопла клима. Важно е да има организации кои работат на нивна стерилизација и кастрирање, како и грижа за нив и нивно хранење. Постојат некои области каде што мачките не се толку ценети од заедницата, па можат да бидат и малтретирани или повредувани. Тоа е навистина тажно.
Активистите од Сузан Rescue House со драга волја помогнаа Тито да си најде постојан дом. Но не е само мачорот кој денес е среќен во Америка. Тие ова лето фостерираа уште неколку мачина во кои случајно се влюбија туристи и одлучија да се ги земат по европските земји. Многу ми е драго за Тито и можам да кажам дека среќна сум што живееме во ваков град каде што доаѓаат многу туристи и досега сме имале повеќе случаи мачина и кучина да бидат вдомени, ние да им ги средиме документите и да ги почуваме, но сепак има и многу разочарани туристи затоа што гледаат каква е ситуацијата кај нас со животните и пишуваат дописи до амбасадите на земјите од каде што доаѓаат, а исто така и до нашата локална самоуправа за да се пожалат затоа што не е хумано ова што се случува овде и се надевам дека во иднина што повеќе спасени маченца и кученца. Во куќето на Сузан во Охрид има многу среќни мачешки приказни. Додо замине да живее во Холандија, Жаки во Белгија, Мио и Флафи во Англија. Активистите веруваат и се надеваат на поголема поддршка од локалната власт за намалување на популацијата на улични мачиња. Почитувани гледачи, го завршуваме првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно!